Добро вечер. Вондарна политичка анализа на емисијата во Центар, намената за вас кои сте мембар и мембар се користат опцијата Membership на YouTube каналот Васко Ефтов. Втора политичка анализа за неполни 24 часа каковија новогодишни турнеи или 4 скокалници Обездоров, Гармиш-Партенкирхен, Инсбрук и Бишевскофен. СДСМ ги изгуби овие избори, тоа е темата на вечерашната анализа. Меѓутоа тоа што сакам на почетокот да го кажам дека интервјуа во емисијата во Центар ќе има дури по завршување на локалните избори. Јас сум дел на оние гласачи или јавно мислење во Република Македонија, над 46% кои гласа во првиот круг на локалните избори, излегов на гласачко место, гласав со неважечки ливчиња. Всушност не сакав да учествувам ниту со гласање во изборниот процес, без разлика што сум гласал со неважечки ливчиња, не сакав ни со емисијата во Центар да учествувам во изборниот процес. Сме учествувале во креирање на опозицијско јавно мислење во Република Македонија, не против ВМРО, не за СДСМ, туку во креирање на опозицијско јавно мислење во Република Македонија. Меѓутоа не сум сакал да учествувам во политичките разврски. Зошто? Бидејќи сметам дека ниту власта, ниту опозицијата не заслужуваат во овој моментум во Република Македонија да бидат подржани. Заслужува некој опозицијско јавно мислење и со емисијата, со порталот, со целиот мој капацитет учествувам во креирање на опозицијско јавно мислење во Република Македонија. Што се случува со СДСМ? СДСМ налико на Отоманската империја тамо некаде пред 120-130 години пред Кемал Ататурк да дојде на денешна или да ја формира модерна Република Турција. Всушност болниот од Босфор, нели така беше дефинирана, или така беше прекарот на таа империја во распаѓање. Бидејќи СДСМ е болниот од Босфор, тие начело на партијата донесоа доктор, донесоа лекар. Меѓутоа очигледно дека ниту докторот, ниту лекарот не може да дефинира од што болува или од што боледува СДСМ. Очигледно не е некоја дискус хернија, очигледно не е повишен притисок, очигледно не е некоја болка во колено и веројатно станува збор за некоја автоимуна болест, каде што делови на организмот не може да препознаат други делови на организмот, и организмот почна сам да се јади сами од себе си. И тоа доктор Филипче не успеа да го совлада, бидејќи има многу слабости, знаете, може ми стои мач над главата со кривични пријави, може би сака да влезе во влада со Христијан Мицковски, може би не расчисти со Зоран Заев. Меѓутоа, клучната слабост на доктор Филипче е дека не расчисти, дека не покажа цврста рака да расчисти со клановите во СДСМ. Така што СДСМ е сега како она римска империја која се распаѓаше на повеќе средновековни царства, кралства или кнежества, и сите тие беа власт за себе во своите феуди, во своите кнежества, е нешто слично е СДСМ. И тие кои се начело на тие феуди, на тие кнежества, изгубија на локалните избори. Изгуби и доктор Филипче начело на СДСМ во цела Република Македонија, и тие кои се претенденти да го заменат на тронот на СДСМ изгубија во своите феуди и во своите кнежества. Така што СДСМ сега се соочува со многу посериозен проблем од губење на избори, а тоа е губење на идентитетот на партијата. Тоа е клучната болка на овој денешен СДСМ. Не знам како ги дефинирате политичките партии, меѓутоа сите интервјуа во емисијата во Центар може да се изнесират три дефиниции, три карактеристики на политичките партии. Најголем дел од времето, или повеќе од 80-90% во политичките партии е за поделба на функции, за поделба на ресори, или тоа што кажува Лјупчо Георгиевски. Под број 2, начело секоја политичка партија функционира како одредена пирамида. На врвот на пирамидата не доаѓа најпаметниот, бејќи тоа не е ману. Тоа не значи да ви изберат за академик, па доживотно да бидете академик или член на ману, туку на врвот на пирамидата доаѓа тој кој на сите кој може да го качат на врвот на пирамидата, може да им гарантира успех, ресори, тендери, така натаму и така натаму. Значи, ова лева страна на пирамидата е партиската структура. И вие полека градите партиска структура и во еден моментум правите смена на врвот на партијата, носите ваш човек и тој треба на сите кои учествувале во неговото носење горе да им гарантира власт, да им гарантира привилегии, ресори, пари, така натаму и така натаму. И од другата страна, десната страна на пирамидата е населењето, граѓаните, јавноста. Повремено на граѓаните им давате леп и игри или ќе им истркалате нека од овие глави на министри или луѓе кои учествувале во вашето издигнување до врвот на пирамидата и тие се задоволни. И под број 3, мора да постои партиска школа,
Ајакс во фудбал, например, или Барселона, каде што вие градите идеологија, градите партиски кадри, градите младински структури кои ќе станат во еден момент сениорски структури и тие го чувствуваат духот на партијата, ја чувствуваат идеологијата на партијата. Тамо каде што со младинските структури не можете да обезбедите кадровски континуитет, вие ќе ангажирате некои од правен факултет, економски факултет, некои бизнесмени и така натаму, и тие дупки во кадровската структура ќе ги решите на тој начин. Кога партиската база или младинската школа нема да ви создава кадар, ќе влезете во криза како што е Ајакс во фудбал, или ќе влезете во криза каде што после Меси Барселона до Јамал не можеше да има добри резултати, бидејќи филозофијата немаше како да се пренеси од колено на колено. Нешто слично се случува сега во СДСМ. Ќе видите, ке ВМРО ДПМН имате Унија на млади сили на ВМРО ДПМН, тамо представници на таа Унија на млади сили во денешната власт на ВМРО ДПМН Александар Николовски, вице-премиер, министар за транспорт и врски, кандидатот на ВМРО, кој има најголеми шанси да биде градоначалник на Скопје, Орце Ѓорѓевски, дел од градоначалниците од редовите на ВМРО, Владко Ѓорчев, Илија Демовски, Антонио Милошевски, така натаму и така натаму. Вие денес во СДСМ немате репрезент на тие младински структури кои растеле со партијата. Венко Филипче бил министар во влада на Зоран Заев. Чупевска подпредседателката е Полу Сорос, Полу правен факултет, правниот факултет, бил бастион на СДСМ во Врезе на Лазе Китановски, тоа некаде пред 20-25 години. Заменик председателката Фани Карамфиловска била прв човек на Сорос. Единствено Кристина Костова поминала младински структури и веројатно требала во оваа структура на СДСМ да биде задолжена за идеологијата на СДСМ, но таа според мене е најголемо потфрлање во ова раководство на СДСМ. И ако во ова раководство или после овој тежок пораз на СДСМ треба да игра метлата треба прва да игра кај Кристина Костова. Така што СДСМ треба да се врати назад, тамо кај што го има прекинато континуитетот. Тамо кај што, знаете, таа папочна врска помеѓу лидерството на партијата, младинските структури, идеологијата на партијата е прекината таа папочна врска, тамо да ја закрапи таа папочна врска. Да ја пополни таа дупка која е настаната во функционирањето на СДСМ, да стигне на некоја позитивна нула, значи некаде од 5 спрат под земја, да стигне на позитивна нула и дури потоа да размислува како може да победи на некои избори. И каде треба да се врати СДСМ? 2013 кога доаѓа Зоран Заев. 2004 кога Бранко Цренковски го напушта прв пат комитетот на СДСМ и оди на функцијата председател на Република Македонија. Не, јас би рекол дека СДСМ треба да се врати 1997 година. Тогаш е големата афера ТАТ, кога Бранко Цренковски, влата на Бранко Цренковски е фрлена на колена, кога само со еден голем митинг на ВМРО ДПМН ќе беше срушена влата на Бранко Цренковски, се спасува во последен момент Бранко Цренковски, прави пакт со Љупчо Ѓорѓевски и на тацна му ја предава власт 1998 година. Во период од неколку години, во оној период 98-2002 година кога Црвенковски се враќа на чело на македонската влада, па 2004 година абдицира од премиерската и лидерска функција во СДСМ и станува председател на Република Македонија, па се до враќањето на Црвенковски на чело на СДСМ 2009 година, плюс неговото абдицирање повторно, одење во политичка пензија 2013 година, се потрошени 2,5 лидери од структурите на СДСМ. Во период од неколку години, 2,5 лидери од структурите на СДСМ. Тоа не може да го издржи ниту една политичка партија, бидејќи формирањето на лидерите е мачен и долгорочен процес. Прво Владо Бучковски, кој е начело на СДСМ, начело на македонската влада само 2 години, потрошен од Бранко Цренковски. Радмила Шекеринска начело на СДСМ 2 години, потрошен од Бранко Цренковски. Игор Ивановски Шема или Мали БЦ не добива шанса од Бранко Цренковски и 2013 година начело на СДСМ доаѓа Зоран Заев. И тука почнува процесот на губење на идентитетот на СДСМ. Зоран Заев, кој почнува својата политичка кариера како пратеник во македонскиот парламент, во оној момент кога тогашниот генерален секретар на СДСМ Ѓорги Спасов ја напушта пратеничката функција и оди да биде амбасадор на Република Македонија во Лондон, односно во Велика Британија, Зоран Заев станува бидејќи последен, односно следен на листата на пратеници на СДСМ во 4-та изборна единица. Сега синот на истиот тој Ѓорги Спасов е всушност човекот кој медиумски ја осакати
ја уништи СДСМ со промашена медиумска кампања и нови избори и во изминатите месеци како ја проектираше медиумската политика на СДСМ. Зоран Заев, значи Владо Бучковски е начело на СДСМ. Во неколку обиди не може да спроведи да организира општинска конференција на СДСМ во Струмица, бидејќи овие структури под контрола на Зоран Заев ја рушат секоја иницијатива за свикување на општинска конференција на СДСМ во Струмица. Панче Орцев, Цветанка Иванова се контра Зоран Заев во тој временски период. Со тек на време доаѓа начело на СДСМ во Струмица, во наводници ги купува сите кои му се конкуренција против кандидати и почнува да се траектира, да се трасира патот на Зоран Заев до челната позиција на СДСМ. Тоа се случува 2013 година и тоа е процес кога СДСМ почнува да го губи идентитетот и завршува до денешен ден, кога под патронат на Зоран Заев СДСМ е сведен на некаква варијанта на Здран од Струмица. И доаѓаме до клучната порака на овие избори, кои македонските гласачи или македонските граѓани ја испратија до СДСМ. СДСМ не може да биде дел на власта, да победи на избори, да формира некоидна влада за 5 или за 10 години, ако не се разликува од ВМРО-ДПМН. Значи не се победува, не се станува дел на власта ако сте подобар или полаш, малку поразличен или многу поразличен од ВМРО-ДПМН, туку треба да бидете драматично различен. Значи не треба да бидете ништо сличен со ВМРО-ДПМН. Во оној момент кога СДСМ ќе го препознат дека е алтернатива на ВМРО-ДПМН, а може да биде алтернатива само ако е драматично различен од ВМРО-ДПМН, тогаш граѓаните ќе им ги простат грешките на СДСМ. СДСМ треба да ги убеди дека направила реформа во своите редови, дека е различен од ВМРО-ДПМН, дека тајно не пактира со ВМРО-ДПМН, дека не си фрлат едни на други гуми за спасување и тога СДСМ може да размислува да биде дел на власта или да формира идната власт во Република Македонија. Џабе ви се црвени линии, џабе ви е цело зборење 30, 35, 40 дена за црвени линии во изборната кампања, кога пред 10 дена, значи пред првиот круг на локални избори, Урсула ван дер Лајен ви доаѓа во Република Македонија и не се среќава со лидерот на македонската опозиција Венко Филипче. Според мене тоа е еден од клучните, тоа никој нема да ви го каже, меѓутоа тоа е еден од клучните удари на стратегијата на Венко Филипче, бидејќи Урсула ван дер Лајен со одбивањето или несакањето да се сретни со лидерот на опозиција, всушност не го легитимира како лидер на опозиција. Во такви услови, црвените линии може да се ги закачите за кормилото на јахтата на Зоран Заев, кој укотвена тамо некаде во Егејско море. И доаѓаме до медиумската кампања на СДСМ. Никола Спасов, знаете, ВМРО-ДПМН треба со злато да го окова Никола Спасов, бидејќи ништо друго не треба да работат, само да го стимулират, да има континуитет и да продолжи да го прави тоа што го прави. Плюс има уште едно момче со голема глава, тука од општина Аредром. Тоа не значи дека голема глава и паметна глава. Има најмалку 10 профили на Твитер и се комуницира сам со себе. Бил порано веројатно некој заменик, генерален секретар на Македонското собрание. Таква омраза кон македонските граѓани, кон македонските гласачи. Таква омраза кон Република Македонија. ВМРО-ДПМН само треба да го стимулира тоа. Ништо друго да не прави. Знаете, и ако некој сака да го спаси СДСМ, треба само да гледа што прават Спасов и ова дете од општина Аредром, порано заменик генерален секретар на Македонскиот парламент, и да прават обратно тоа, бидејќи ова што тие го прават, знаете, постојат многу начини како да се зафркни, како да се уништи една политичка партија. Најлесниот начин тоа да биде направено е да се следи Никола Спасов. Тоа гениално соопштение дека СДСМ всушност победил на изборите, бидејќи процентот на намалување на довербата на гласовите за СДСМ е помал од процентот на губење на гласови за ВМРО-ДПМН, тоа е навреда на интелигенцијата на гласачите на СДСМ. СДСМ нема гласачи со коефициент на интелигенција како собна температура или 81,4. СДСМ има паметни гласачи. Кога ќе се обидите така да ги манипулирате гласачите на СДСМ, тоа ви се враќа како бумеранг. Затоа велам, ако СДСМ сака да почне
да се крева, да расте. Прво да се качи од 5 спрат во подрум на приземје, тогаш треба да расчисти со овие структури. Тој е кукавичкото јајце на Ѓорги Спасов, кој го има оставено во позовите на СДСМ. Едниот е Зоран Заев и мора драматично растечување со структурите на Зоран Заев, вториот е Никола Спасов. И сега овие од лидерството на СДСМ личат на Емилијан Станковиќ, на кого му дадоа домашна задача 2008 година, после еден тежок пораз на Радмила Шекеринска, да излезе и да каже победуваме во Карбинци и да почне да се смеат сите новинари во прес-салата на Бихачка или во прес-салата на СДСМ. Сега излегал тој како папагали велат ние победуваме, ова е голем успех на СДСМ и што би рекол Раде Силјан, во држава или во шума или во структура на камени глави, победата како поразот како победа се слави. И тоа е суштината на една општа распалјотка, растур систем кој се случува во структурите на СДСМ. Знаете што е најстрашно? Излегува Софија Куновска и излегува поранешниот градоначалник на општина Кисела Вода, кој стана градоначалник на бранот на 2017 година, иако ќе мораше да врти едно 20-50 круга околу собрание или околу општина Кисела Вода за да може да стане градоначалник и барат оставка на Венко Филипче. И мислам дека Венко Филипче треба да им плати, бидејќи кога тие двајца барат оставка, тогаш Венко Филипче треба мирно да спие. Гледате, целата ова друга структура, која себе си се гледа на чело на СДСМ, тоа би го сакала кога некој би им го поклонил, да им одработи, да им направи терен, и тие не сакат, ама овие да ги турнат, да ги убедат да станат лидер на СДСМ. Дел од нив и би оделе да се пазарат со Зоран Заев, и со Зоран Заев пазарејќи се да го наклеветат Венко Филипче дека тој не е доволно добар и дека нема доволно добро да ги спроведува, да ги брани интересите на фамилијата Заеви, дека тие би биле многу подобри бранители на интересите на фамилијата Заеви во споредба со Венко Филипче. Кога имате такви структури кои сака да дојдат на чело на СДСМ, тогаш Венко Филипче е безбеден за својата лидерска позиција. Знаете, како велам, треба да имате страф дека некој може да ве замени. Тој страф не постои, бидејќи овие структури не покажуваат ниту жилавост, ниту капацитет, ниту храброст да побарат оставка на Венко Филипче. Треба да имате срам, нели после ваков резултат да останете на чело на СДСМ. Ајде да продолжиме тамо кај што застанавме минатата или вчерашната вонредна политичка анализа. Каде е бастионот? Или каде се бастионите од каде што се црпе елитата на СДСМ изминатите 10 години? Струмица, катастрофален пораз на СДСМ. Куманово, 2-3 катастрофални порази на СДСМ. Гледате, 3 играчи кои потекнат од СДСМ. Максим Димитриевски, по овој вториот кој влегува сега во вториот круг на локални избори во Куманово, кој бил дел на СДСМ, преминал во Знам, се скарал со Знам и сега се конфронтира со првиот човек на Знам. Организациониот секретар на СДСМ, кој губи и не влегува во вториот круг. Значи, тоа е кумановската структура. Карпош, Андре Петров ли ке побара оставка на Венко Филипче? Па беше шеф на изборниот штаб во прва изборна единица на минатите парламентарни избори, кога катастрофално губи Димитар Ковачевски. Кој имате така или Стефан Богоев, кој му е поклонува 2021 година власта на послужавник на Стефче Екимовски. Кој имате таква структура напротив кандидати, Венко Филипче може мирно да спие. Проблемот на Венко Филипче е како да го излечи болниот од Босфорот, да му го врати идентитетот, да расчисти со лоби групациите и да спроведи панорама во СДСМ. Што е панорама во СДСМ? Расчистување со Зоран Заев. Дали председателот на фондацијата Зоран Заев ке може да расчисти со политичарот Зоран Заев, тој е ребусот кој треба да го реши Венко Филипче. Разврските во СДСМ ќе зависат две работи. Ова структура која се гледа на чело на СДСМ да бидат Венко после Филипче или Калиф после Калифа, ќе чекат предвремени избори во Република Македонија. Бидејќи тоа е логика на политичкото делување. Уште еден тежок пораз на СДСМ, да речеме мај месец идната година, тешко ќе може да го издржи Венко Филипче и да остане на челната позиција на СДСМ, без разлика на сите негови ветувања дека тој има 4 годишен мандат. Знаете, СДСМ, без разлика во наводници што победи на изборите, бидејќи помал процент на намалени гласови има во споредба со ова мора да помане,
СДСМ не бара предвремени избори. Знаете, ако вие во наводници сте победник на изборите, треба да барате предвремени парламентарни избори, бидејќи СДСМ не бара предвремени избори, значи дека е капут, дека е катапултиран на политичката сцена во Република Македонија. Тоа значи дека ВМРО ДПМН не може да оди на предвремени избори, но тогаш би го пуштил низ вода својот сојузник Венко Филипче. Во зависност од тоа дали Христијан Мицковски ќе распиши или нема да распиши предвремени парламентарни избори, ќе зависи со кого го има направено политичкиот договор. Дали го има со Зоран Заев или го има со Венко Филипче. Некаде под радарот на овие локални избори помина изјавата на Христијан Мицковски на митингот на ВМРО ДПМН во Гостивар. Тоа е 7 октомври, значи некаде 10 дена пред првиот 12 дена пред првиот круг на локалните избори. Мицковски до Филипче каже јавно што мисли за својот ментор и гуру од Струмица. Тоа е наслов на еден новинарски текст и еве изјавата на Христијан Мицковски. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски на денешниот народен митинг во Гостивар го праша Венко Филипче од причина што се срами да каже и затоа што е лицемерно едно да зборува во јавноста, додека истовремено глуми и одработува и кова заеднички планови со него, го повикувам Венко Филипче да каже јавно што мисли за неговиот ментор и гуру, дали бил добар председател на владата и дали тој направил добро за Република Македонија. Значи Мицковски јавно од митинг на ВМРО ДПМН во Гостивар го повикува Венко Филипче јавно да каже што мисли за Зоран Заев. Дали тоа значи, јас тоа така го читам, дека Венко Филипче на тие јавни средби, лидер на опозицијата со премиер на македонската влада или на некои тајни тета-тет средби, го оговарал ЗЗ, односно Зоран Заев, ке Христијан Мицковски. И сега Христијан Мицковски јавно го повикува Венко Филипче да каже што мисли за Зоран Заев, ако тој тоа го говорил на овие тајни средби кои имал со Христијан Мицковски. Гледате, тоа ќе биде конфликт. Венко Филипче сака да остане на чело на СДСМ. Ако му распишат предвремени избори, тоа ќе биде ѓаволски тешко да биде реализирано, бидејќи после втор тежок пораз на Венко Филипче, ниту худини, ниту со некакви магии, со некакви волшебства, со некакви, не знам, трикови нема да може некој да го остави на чело на СДСМ. Ако Венко Филипче решил да се договара со Христијан Мицковски и ке Христијан Мицковски да го оговара Зоран Заев, тогаш можеме да очекуваме конфликт во таа релација помеѓу Венко Филипче и Зоран Заев. Така што во СДСМ ќе биде мртва трка дали ќе има во наводници стимулирана панорама контролирана од Венко Филипче или Венко Филипче ќе биде минато, ќе биде пуштен из вода после некои предвремени избори каде што Христијан Мицковски подосна со Зоран Заев ќе стават ново лице на чело на СДСМ. Некои ќе ви речат да внимавате на Стево Пендаровски. Стево Пендаровски беше замешан на овие локални избори, бидејќи членката на неговиот кабинет Катарина Цаневска беше носителка на листата на СДСМ во главниот град на Република Македонија или во градот Скопје. Така што Стево Пендаровски па плюс имаше одредено интервју кај што тој кажа дека разговарале со Венко Филипче за негова поактивна улога во структурите или во работењето на СДСМ. Факторот X или факторот изненадување може да биде Радмила Шекеринска и за неја подготвуваме посебна емисија, бидејќи таа заслужува да ја биде наменета една посебна емисија. Таа е сега на функцијата заменик генерален секретар на најсилната воена алијанса во светот, тоа е структурата на НАТО. Таму ќе биде некаде од 2028-2029 година, ако нешто не се смени умеѓувреме. Не ја одговара да го троши Венко Филипче до 2028-2029 година, кога доаѓаат председателски и веројатно можеби во пакет со предвремени парламентарни избори во Република Македонија. Гледате како таа ги стокира овие гласови. Незадоволни од СДСМ, независна листа во општина Центар. Незадоволни од СДСМ, независна листа за градот Скопје. Се нејзини блиски структури. Тие се гласови кои не би завршиле на конто на СДСМ, да не завршат на конто на ВМРО ДПМН или да не завршат на конто на Левица, таа ги стокира по одредени независни листи. Ке ги врати во СДСМ, тогаш кога таа ќе се врати. Во овој момент не одговара драматична смена на чело на СДСМ, без разлика што Венко Филипче бил нејзин играч, па во меѓувреме Венко Филипче ја пуштил низ вода Радмила Шекеринска и направил пакт, станал играч на Зоран Заев. На Радмила Шекеринска и одговара Венко Филипче да остане на чело на СДСМ. Гледате,
Моделот на функционирање на Радмила Шекеринска помалку или многу наликува на моделот на функционирање на Штери Јонаков, која беше начело на Скопски фершпет. Тој е газда на Скопски фершпет и има малцински пакети на акции во 100, во 200 компании во Република Македонија. Сличен начин функционира Радмила Шекеринска. Значи, таа е заменик генерален секретар на НАТО, била порано председател на СДСМ и сега има малцинско учество во сите овие независни листи, политички партии, така натаму и така натаму. Црпи информации, добива информации, е во континуитет, во кондиција за тоа што се случува на македонската политичка сцена, така што ако од некој треба да се плаши Венко Филипче, не сега, туку за неколку години, ако успе да ја преживе оваа катаклизма која му се случи на локалните избори, тоа е Радмила Шекеринска. Што е лекот или што е спасот за СДСМ? Знаете, се ми се чини дека СДСМ нема кадровски или лидерски проблем. СДСМ може да ги менува, бидејќи СДСМ многу почесто од ВМРО ДПМН ги сменува или ги менува своите лидери. Има дури 2 пати повеќе лидери на чело на СДСМ, споредба со трите лидери во овие 35 години на чело на ВМРО ДПМН. СДСМ има проблем на континуитетот или проблем на дисконтинуитетот, на идентитет, или тоа што е модерно денес да се каже, СДСМ го изгуби својот ДНК. Не е Бранко Цренковски ДНК-то на СДСМ или СДСМ не е ДНК-то на Бранко Цренковски како што тој омилува да каже. Меѓутоа, знаете, може Оливер Спасовски да биде лидер на СДСМ. Бил генерален секретар. Може да го заздрави партиското тело, партиското јадро на СДСМ, да ги среди работите по општинските комитети, да даде некоја нова енергија. Може Игор Ивановски Шема, иако кај Игор Ивановски Шема, знаете, е малку она приказната како секс со девица. 2 години ја убедувате да имате секс, 5 минути трае сексот и 3 години се извинувате зошто тоа сте го направиле. Така нешто е со Игор Ивановски Шема. Може да биде Стео Пендаровски, тој не е член на СДСМ, но знаете, во секакви или во вакви кризни ситуации, секогаш некој се повикува или го става во барабанот името на Стео Пендаровски. Може да се врати Зоран Заев. Радмила Шекеринска чека тамо 2029 година како заменик генерален секретар на НАТО алијансата. До СДСМ има проблем на ДНК-то. СДСМ го изгуби своето ДНК. Тоа не е Бранко Цренковски, тоа е континуитетот со комунистичката партија на Република Македонија. ДНК-то го изгуби Република Македонија. Тоа што пред 20 години го кажуваше Лјупчо Георгиевски, дека Македонија е драматично или доминантно црвено обоена, се изгуби во мандат на Никола Груевски и се погреба во мандат на Зоран Заев. Така што од некоја сегашна временска дистанца, ако треба да се одговори на прашањето што најмногу му треба или што најмногу му фали на СДСМ, тоа е враќање на СДСМ на неговото ДНК, кое влечи континуитет со 1944-1941 година. Тоа може да го направи Бранко Цренковски, иако е веќе во возрастни години, меѓутоа сепак и овој денешен Бранко Цренковски е 8-9 години помлад од Киро Глигоров, кога Киро Глигоров станува председател на Република Македонија тамо некаде 1991 година, и може би Илја Илјовски, знаете, дел на некаков континуитет на СДСМ, сега на позицијата втор директор на Комерцијална банка, видите, втор директор на Комерцијална банка, е помокно нешто од премиер на македонска влада. Прашање дали и Црвенковски или Илјовски би сакале да се нафатат со таа функција. И то, кога јас правам некоја анализа, единствено тие двајца може да ги смират сите раскарани групи, да ја стабилизират финансиската ситуација во СДСМ, да ја прекинат таа папочна врска на длабоката држава со Христијан Мицкоски и да го вратат во игра СДСМ. Дали тоа ќе се реализира? Дури некаде пред 3 години, кога Димитар Ковачевски станува премиер на македонската влада, ја кажам истата теза. Тогаш нели во еден друг временски момент, во еден друг политички контекст, дека е добро во СДСМ да биде поделена функцијата премиер на влада и лидер на СДСМ, премиер на влада да биде Димитар Ковачевски, лидер на СДСМ да биде Илја Илјовски. Не се прифати таа идеја, СДСМ заврши катастрофално на изборите. Од сегашен временски контекст се ми се чини дека во СДСМ треба ДНК-то да се врати. Кој може да го врати ДНК-то освен оние кои учествувале во градењето на ДНК на СДСМ? СДСМ нема потреба од млади кадри, има потреба од бела коса, фали бела коса во работењето на СДСМ. СДСМ не може да го репризира моделот со деца на Никола Груевски. СДСМ може да репризира само некој сопствен модел, да трасира сопствен пат за враќање, бидејќи ова што сега се случува со СДСМ е
купување карта во еден правец за политичко исчезнување на СДСМ од политичката сцена во Република Македонија. Ајде да завршуваме, бидејќи направивме вонредна политичка анализа. Знаете, за вакви анализи во Западна Европа милиони се плаќаат, бидејќи се кажани работи каде што, или кои не се кажани на ниту едно друго место во Република Македонија, и се кажани такви суптилни политички анализи, што мислам дека политичките партии плаќаат агенции да им ги кажат и не може да ги добијат на постожавни такви политички анализи. Кога би бил на место на Венко Филипче, единствено во некоја внатре партиска структура би се плашел од сегашниот градоначалник на општина Центар, Горан Герасимовски. Победа на Горан Герасимовски на локални избори во Центар ќе го чини СДСМ многу поскапо од победата на Андреј Жерновски на изборите 2013 година. Бидејќи најлошо нешто што може и на Венко Филипче, бога ми на СДСМ да им се случи, е да има кандидат на олигархијата, кандидат на урбаната мафија на ВМРО-ДПМН, кој би победил во општина Центар, би бил дел на раководството на СДСМ и преку него секогаш овие две или три структури да можат да предизвикуваат тензии и раскол во работењето на СДСМ. Ова е нашата вечерашна анализа. Се надам дека ви се допадна. Ова е едно од моите најдобри политички анализи. Се гледаме во недела во 22 часот до недела. Пријатна вечер Македонија, каде и да си.